Големата суша во летниот период го намали водостојот на езерото Калиманци на ниско ниво. Главни фактори за ваквата ситуација според директорот на водостопанската подружница Брегалница Кочани, Благој Богатинов, се високите температури, кои што периодов беа застапени на ниво на државата, но и послабите врнежи на дожд, кои што предизвикаа дополнителна суша, вклучително и браната Калиманци. Ова пак е дополнителен факт за слаб доток на вода во самата брана, споредбено со изминатата година, со што сега недостигот на вода е помалку од 20 милиони метри кубни. Во однос на испарувањето на водата зголемено исто така и потрошувачката на вода повеќе од 20%. Нискиот водостој на браната Калиманци исто така се должи на зголемото наводнување од земјоделските површини во општините од регионот, поради што количината на вода во браната во моментот е под просекот. На ниско ниво намален е водостојот на езерото Калиманци, поради големата суша која се јавува во летниот период. Главни фактори за ситуацијата се високите температури, но и послабите врнежи од дождот кои предизвикаа дополнителна суша. Ово е дополнителен факт за слаб доток на вода споредбено со изминатата година. Годинава недостигот на вода е помалку од 20 милиони метри кубни, а испарувањето на водата е зголемено, а со тоа и потрошувачката на вода за повеќе од 20%, вели Богатинов. Во согласно со ваквата ситуација, од почетокот на септември ќе се изврши затворање на дентовите или така наречените зафати, за да се зголеми самиот водостој во браната, имајќи во предвид дека истата нема да е потребна поради почнувањето на жетвата на ориз во регионот. Ќе останат отворени само каналите на земјоделците кои имаат градинарски или друг вид култури. Вообичаено браната се полни во есенските и зимските месеци, а ова зависи многу од факторот за врнежи, независно дали се работи за дожд или за снег, што значи дека временските услови имаат важна улога во зголемувањето на водостојот на реката.